Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Ако цените растат, ќе има итни мерки. 30 тимови од пазарна на терен. Опозицијата бара дополнителна заштита за стандардот на граѓаните веднаш. Безбедноста е стабилна, но модернизацијата на арама неопходна. Македонската војска ги доби првите 17 американски страјкери. Институционални слабости и недостиг на координација меѓу институциите. Судскиот процес за Пулс открива дека предупредување имало, но биле игнорирани. Државните институции најмногу ги дискриминирале граѓаните. Извештајот на комисијата покажува дека националната или етничката припадност биле најчесто основ за дискриминација. Трамп го предал мировниот план. Иран тврди дека американскиот председател преговара сам со себе. А во овие вести во живо со исказите од денешното рочиште во судскиот процес за случајот Пулс. Станете со нас. 30 тимови на Државниот пазарен инспекторат преку контроли на терен следат дали има зголемување на цените. Досега потврдиле 10% повисоки цени на маслото и јајцата. Ако има раст, ќе има и итни мерки, велат од Министерството за економија. Додека власта уверува дека состојбата се следи и нема потреба за дополнителни мерки, од опозицијата бара дополнителна заштита на стандардот на граѓаните и тоа веднаш. Мартин Арсов ги има деталите. Државата ќе преземе итни мерки ако цените во маркетите тргнат нагоре. Тензиите на Блискиот Исток веќе ги тресат светските пазари, а од Министерството за економија вела дека внимателно ја следат состојбата и свесни се за можноста од ценовен притисок, особено кај производите кои зависат од увоз и транспорт. И покрај увозната зависност на земјава поврзана со храната на 90%, Министерството за економија и труд е подготвено да реагира со интервентни мерки, доколку се утврди неоправдан раст на цените или поголема нарушување на пазарната стабилност, кои ќе имаат за цел заштита на животниот стандард на граѓаните, како и можност за таргетирани мерки за најранливите категории. Дали и какви мерки ќе се носат зависи од контролите на пазарна. Повеќе од 30 тимови инспектори се на терен секој ден. Прават контроли кај производители, дистрибутери, извозници, големи ланци маркети. Се внимава дали има зголемување на бруто профитните маржи. Извештај со пресек на податоците ќе добие економија следната недела. За сега е забележано поскапување од околу 10% кај јајцата и маслото. За да се спречи енормен скок на цените, владата веќе го намали ДДВ-то за горивата од 18 на 10%, но според СДСМ оваа мерка не дала никаков ефект. Од партијата повторно побара од власт да ги прифати антикризните мерки кои преку пакет закони се веќе доставени до собранието. Мицкоски е дилетант кој нема капацитет да ја води владата. Или ова го прави намерно заради заштита на приватни бизниси. Или можеби и едното и другото. Проблемот за граѓаните е веќе тука. Активирана е спиралата на раст на цените на храната. Маслото за јадење е над 100 денари. Јајцата над 300 денари. Овошјето и зеленчукот над 100 денари за килограм. Месото е веќе покачено. Се е поскапено. Цените растат, а платите не мрдаат. Мицкоски одби да ја покачи минималната плата на 600 евра. Поголеми дилетанти како СДС, ЗАЕФ и Филипче во историјата на Македонија немало. 3 пати додека беа на власт ја зголемува акцизата, а да се потсетиме дека сакаат да воведат еколошка такса, со која дополнително ќе се зголемеа цените на горивата. Дополнително, лицемерно е тоа што како власт тие го зголемија ДДВ-то за голем број прехранбени производи, за денес да бараат намалување, им одговори од ВМРО ДПМНЕ. Во меѓувреме, ДУИ пресметале дека само од почетокот на годинава ЕСМ платила на 24 милиони евра за увоз на електрична енергија. Овие бројки јасно покажуваат дека ЕСМ нема доволен производствен капацитет за да ги покрие потребите на регулираниот пазар. Ова директно води кон зголемен притисок врз цената на електричната енергија за граѓаните, пишуваат од ДУИ. Мицкоски пак им врати дека не ја познаваат материјата. Тоа што кажуваат е спротивно на вистината, затоа што денеска ЕСМ, односно поранешно ЕЛЕМ, во текот на ноќните часови извезува, односно продава на берзите околу 850 мегават часови, што дневно на компанијата и носи додадена вредност меѓу 100 и 150 илјади евра. Инаку да, постојат периоди од годината кога се увезува струја,
постојат периоди кога ќе се извезу. На вчерашната владина седница не е донесена нова одлука за ослободување мазут од стоковите резерви за ЕСМ. По потреба, компанијата има на располагање околу 3000 тони од ланската кризна состојба. Премиерот веќе кажа дека енергетскиот систем е стабилен, работат 2 блока во рек Битола. Имаме доволно јагле на депониите и околу 40% полни акумулации. Мартин Арсов, Сител телевизија. Растот на цените ќе биде неизбежен, велат од Бизнис конфедерацијата, а според нив први на удар ќе бидат токму потрошувачите. Поскапувањето на храната ќе биде неминовно. Први на удар од зголемување на цената на горивата ќе бидат потрошувачите. Затоа од Бизнис конфедерацијата бараат, наместо со помало ДДВ, државата да интервенира во делот на акцизата. Нафтата е клучен инпут во производствениот и транспортниот сектор, при што скок на цените и кратење на трошоците мора да има. Немаме алтернативи и не користиме електрична енергија за транспорт или за производство, за да можеме да го намалиме трошокот на водење на бизнис. Во производството, во доставата, во логистиката. Но каде очекувате да скокнат цените? Во храната, во услугите и така натаму. Тоа ќе биде неминовно и ќе се случи. И од владата веќе најавија дека очекуваат зголемување на инфлацијата, доколку продолжи кризата на Блискиот Исток. Повисоки трошоци за живот ќе има и во Европската унија. Денеска председателката на ЕЦБ, Кристин Лагард, најави можност за тегање на монетарната политика, иако каматните стапки за сега остануваат исти. Expected deviations from our inflation target grow larger and more persistent, the case for action becomes stronger. And we will not act before we have sufficient information on the size and persistence of the shock and its propagation. But we will not be paralyzed by hesitation, because our commitment to delivering 2% inflation over the medium term is unconditional. Додека загриженоста од подгревање на инфлацијата во светот расте, изјавите на Трамп дека се преговара со Иран за крај на војната, иако официјален Техеран демантира, и денеска ги спуштија берзанските цени на нафтата. Барел се продава околу $100. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. И премиерот Мицковски потврдува дека безбедносната состојба во државата е стабилна и редовно се следи, но модернизацијата на армијата е неопходна. Во касарната Петровец денеска стигнаа првите 17 оклопни возила Страјкер од договорот за набавка на вкупно 42 со Соединетите Американски држави. Безбедносната состојба во Македонија е стабилна, уверува премиерот. Стабилна, без да има одредени осцилации, апсолутно ја имаме под контрола состојбата. Се разбира, предизвици има и ќе има. Тоа е жива материја, динамична материја, но ние сме тука да ја следиме и да реагираме доколку има потреба од тоа. Пристигна првата транша од американските лесни оклопни возила Страјкер. 17 возила се распоредени во Скопје и Штип. Во моментов се врши обука на војниците за нивно користење. Станува збор за мобилно оклопно возило на 8 тркала кое може да има повеќе намени на војното поле. Од извиднички мисии, пренос на војници, евакуација. Максималната брзина која може да ја достигне е 100 км на час, што му дава исклучителна мобилност. Освен возачот и нишанџијата кои се дел од екипажот, во него може да се превезува една единица составена од 9 војници. Поседува модерна опрема и далечинско управување со вооружената купола на кровот, што на нишанџијата му дава дополнителна заштита. Северна Македонија прави вистински и видлив чекор напред во модернизацијата на своите вооружени сили и зајакнувањето на своето место во НАТО алијансата. Овие страјкери се повеќе од едноставно нови возила во вашиот инвентар. Тие се конкретен знак на нашето партнерство и јасен израз на нашата заедничка посветеност да ги браниме нашите земји, нашата алијанса и вредностите за кои се залагаме. Освен новите страјкери во соработка со САД, армијата реставрира стари возила кои доскоро беа чувани во депоата на Арама. Министерот за одбрана вели дека модернизацијата на армијата ќе продолжи во иднина, најавувајќи набавка на ново вооружување и дронови. Она што го бара НАТО од нас е да вложуваме преку 20% во модернизација, ние го правиме тоа уште повеќе, преку 32% во нашиот буџет се директно за модернизација. Следат уште многу проекти, бидејќи во изминатиот период заедно со нашите пријатели од САД
направивме повеќе договори влада со влада, најголем дел помина во собранието. Очекуваме следниот период за дополнителни наоружувања, дополнителна опрема, беспилотни летала, опрема за специјалните единици и многу проекти. До крајот на летото треба да пристигнат вкупно 42 страјкери. Армијата страјкерите ги чекаше цели 7 години со оглед на тоа што нивната набавка беше почната уште во 2019-та. Но доаѓаат во време на затегнати геополитички односи на Блискиот Исток и неизвестност во светски рамки. Даниел Василев, Сител телевизија. И За улогата на Народната банка и справувањето со инфлацијата, дали монетарните политики даваат резултат за каматите и кредитирањето, како стојат државните резерви, дали има основа барањето на опозицијата за одговорност на гувернерот. Тема на денот со првиот човек на Народната банка, Трајко Славески. Институционални слабости и недостиг на координација меѓу институциите од локалната и државната власт. Судскиот процес за ПУС открива дека предупредување имало, но биле игнорирани. Процесот го следи колешката Габриела Лескова и ја имаме во живо во овие вести. Габриела, што се можеше да се слушне денеска во судница? Добар ден, Ивано Дидризово. Некада пред околу половина час заврши 6-часовното судење за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, кој што однесе 63 млади животи и зад себе остави над 200 повредени. Денеска, иако на агендата на рочиштето требаше да има 3 сведочења кои што се вработени во општината, сепак тоа го сторија само 2 лица, бидејќи немаше време за третиот. Тој ќе сведочи на следното рочиште. Двајцата сведоци денеска беа на предлог на обвинителството. Конкретно за првиот предлог, прашањата за првиот сведок. Прашањата кои што му беа упатувани од страна на обвинителот беа насочени конкретно околу тоа што е оно што се случувало околу 2012 година. Првиот сведок е Драги Илиевски, кој што се вработува во општината некаде во 2005 година, а токму во 2012 се стекнува со титулата градежен инспектор. Согласно неговите изјави, општина Кочани во 2012 година барала од пазарниот инспекторат да не издава лиценца за дискотеката Пулс. Овде само би сакала да напомнам дека 2012 година е клучна, бидејќи ова е периодот кога практично продавницата за теписи транзитира во така наречена дискотека. Па според сведоштвото на Драги Илиевски, тој каже дека на прво обвинетиот Дејан Јовановски му било одобрено барање за паркинг простор за лесна индустрија. Меѓутоа, истото тоа барање самата општина го има поништено откако дознале дека практично Дејан планира да отвора дискотека на тоа место. Барањето беше пред да стане класик угостителски објект, односно на 3.10.2012 година. По одредени сознанија дека таму ќе се прави дискотека. Ние решението за дозволените паркинзи за лесна индустрија го поништивме. Известувањето го доставивме до класик и до Дејан Јованов. Натаму го известивме и Државниот пазарен инспекторат. Тогашниот градоначалник Радко Димитровски имаше исти такви сознанија. Па го праша Министерството за економија на 19.10.2012 година дали е поднесено барање за лиценцата и дали е најдена лиценцата за дискотека во тој објект, изјави сведокот. Тој дополни дека одговор не добиле. Понатаму на 6.11 тој испратил барање до пазарниот инспекторат за да не се издаде лиценца на Класик ДМ за дискотека, кажа Илиевски. Одбраната на обвинетите не беше задоволна со одговорите на првиот сведок. Исто така беше прашат првиот сведок зошто не биле пратени инспектори практично кога продавница за теписи било пренасочено, односно требало да прерасне во дискотека. Тој кажа дека инспектори не биле пратени, оти навидом не изгледало дека воопшто се гради. Потоа на денешното рочиште продолжи со вториот сведок Дејан Рашков, кој што воглавно во својата кариера во општината ја почнува во 2009 година и ден денеска работи таму воглавно во сектор на финансија. Во 2022 година тој е и генерален секретар. Него обвинителот го праша
практично кога дознал за постоењето на Пулс, тој кажа дека дознал за дека Пулс не постои како правно лице, дури кога се случил кобниот настан, бидејќи тогаш, како што кажа, имале инспекција во општината. Прашан дали знае практично дали постои Пулс, кажа дека слушнал за постоењето на дискотеката, а за кафулето Класик, што е во самиот центар на градот, сведокот кажа дека воопшто не слушнал. Инаку, исто така, оно што е важно да се напомене е дека одбраната на обвинетите денеска се изјасни дека не се согласува со предлогот на обвинителството да повлече дел од сведоците кои што треба да сведочат, бидејќи според обвинителството станува збор за искази кои што се повторуваат од почеток. Одбраната на обвинетите се изјасни дека не го прифаќаат и бараше дополнително околу 6 лица да дојдат да посведочат, бидејќи токму тие лица, како што кажа одбраната на обвинетите, може да посведочат дека дел од обвинетите кобната вечер помагале за спасување на дел од децата. Меѓутоа, обвинителот нова реплицираше дека за обвинителството не е спорно да се прочитаат сите искази кои потврдуваат дека сте спасувале отпосле, како што спасувале и други лица и пожарникари кои настрадале при спасувањето и сега се мртви. Тука сме за другиот дел, за вашата улога во тоа како настанала трагедијата, се извинувам, а не во спасувањето. Кажа на ова, го кажа ова вишиот обвинител. Иван? У овие искази станува се појасно какви пропусти биле правени во текот на контролите на дискотеката Пулс, меѓутоа и оние предупредувања кои што биле игнорирани. Кога продолжува судскиот процес? Судскиот процес треба да продолжи на 2 следниот месец. На обвинителна клупа се околу 35 лица, станува збор за екс-министери, поранешни градоначалници, како и поранешни функционери. Посебна постапка се води за сите полицајци кои што се осомничени, за оваа постапка меѓутоа таа си ја води ОЈО ГОК. Габриела Лескова во живо од Идризово, ти благодарам за овие информации. А во продолжение за уште еден судски процес кој што стартуваше денеска, екс-директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Илија Стоилев, кој заедно со уште неколку физички лица, меѓу кои вработени во УЈАП и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како и уште едно правно лице, се сомничат за повеќе кривични дела поврзани за финансиски малверзации и примање подкуп во врска со користење средства преку ИПЕРД програмата, седнаа на обвинителна клупа во Основниот кривичен суд Скопје. Судењето, како што беше договорено на денешното подготвително рочиште, продолжува на 30 април за дел од одбраната на обвинетите да изврши увид во доказите, кои како што реагира, дел не им бил доставен, а дел не бил во електронска форма. Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој Илија Стоилев, кој е во притвор, и Џевдет Насуфи, кој е во куќен притвор, како управител на правно лице, кој, иако не ги исполнувал условите, по примено ветување за подарок од 50.000 евра, подпишал договор за користење финансиски средства од ИПЕРД, како и други 3 лица, меѓу кои вработени во УЈАП и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, кои биле посредници при давање подкуп, беа уапсени во ноември минатата година. Дел од паричните средства што биле дадени како подкуп, како што информира од обвинителството и МВР, во износ од 400 евра, беа пронајдени и одземени при претресите. Државните институции најмногу ги дискриминирале граѓаните, покажува извештајот на Комисијата за заштита од дискриминација. Според нивните анализи, националната или етничката припадност биле најчест основ за дискриминација. Министерствата и институциите на државата се најголеми дискриминатори за кои граѓаните реагирале лани, покажува годишниот извештај на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација за 2025-та. Според податоците, лани дури 559 представки стигнале на адреса на Комисијата, што значи зголемување за 22% во споредба со 2024-та. Во 56 случаи или 37% е утврдена дискриминација, а националната и етничката припадност е најчесто утврдена основа за дискриминација. Половина од случаите кои што биле пријавени во кои што сме утврдиле дискриминација се однесуваат на дискриминација во областа на работата и работните односи, следи образованието, пристап до добра и услуги и слично. Најчесто утврдувани дискриминатори се институциите на државата. И покрај препораките нема голем слух од институциите за менување на состојбите, велат од Комисијата. Општините не ги почитувале укажувањата за пристап до домување и инфраструктура во ромските населби. Затоа Комисијата бара и Министерството за транспорт да ја промени методологија
методологијата за планирање. Ако не постапат, секогаш стои тука институтот прекршачна пријава пред надлежен суд за прекршоци, каде што има одредени глоби кои што се однесуваат на оние кои што не ја спровеле нашата препорака. Ние ќе се надеваме во иднина да побараме и одредени законски измени каде што ќе се зајакне механизмот во однос на непостапување. Долгорочното непреземање ништо е дискриминаторско и согласно оваа препорака јас се надевам дека многу брзо ќе преземеме и чекори дали за прекршочни поведување на прекршочни постапки, дали за акцион популарис, односно поведување на тужба. Рече се исто како и во 2024. Мажите и жените подеднакво поднесувале представки за дискриминација. Жените почесто пријавиле дискриминација врз основи на пол, род, образование, возраст, семејна или брачна состојба, а мажите врз основа на национална и етничка припадност и политичко уверување. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Доскорешниот председател на Алијанса за албанците Зиједин Села најавува формирање на нова политичка партија која ќе се вика Албански сојуз. Најавата следи откако основниот суд во Тетово на 18 март донесе одлука партиските печати да му припаднат на крилото на Алијанса за албанците, предводено од Арбен Таравари. Села сепак вложил жалба на решението, но и процесот како што најавува ќе го води до крај. Зијадин Села се подготвува за резервна опција, нова политичка партија доколку не успее да ја поврати Алијанса за албанците од Таравари, кој минатата недела ги доби печатите за партијата од Тетовскиот суд. Села во интервју за Лајм вели дека резервната партија е Албански сојуз. Njerëzit të cilët janë pjesë e këtij grupacioni janë vërtet janë njerëz që kanë ideal dhe do të vazhdojmë të ndërtojmë përsëri një strukturë të fortë politike. Është krijuar, biles quhet akoma mirë, është lidhja shqiptare. Ka ngjyra kuqezi dhe ne nuk dorëzohemi nga kjo punë. Pra, Aleanca e ka ideja aleancës dhe kauzave të aleancës së vërtet. Сепак Села не се откажува и од Алијанса. Според информациите на Сител, тој веќе вчера поднел жалба во апелација на одлуката на Тетовскиот суд од 18 март дека легитимен лидер на Алијанса за албанците е Таравари. Според извори од крилото на Села, Албански сојуз е реактивирана партија уште лани во август, пред локалните избори. Тогаш Села влезе во коалицијата Аки на Дуј, но за да може да учествува во неа како легитимен субјект, била искористена оваа партија, иако тој не се води како лидер во неа. Албански сојуз како партија се споменуваше уште во 2010-та. Неја формираше Валјон Белја кој заземаше радикални ставови за кантонизација на Македонија. Белја една година подоцна ја спои партијата со ДПА на Мендух Тачи, во која тогаш функционер беше и Села. По расколот на ДПА, Села во 2015-та ја формираше Алијанса, но лани настана нов раскол меѓу него и новиот лидер на партијата Таравари. Катерина Нешкова, Сител телевизија.